Го емитуваме најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Улиците во делови од Гостивар се полни со дупки и пукнатини на коловозите. Граѓаните реагираат дека тоа им создава проблем додека возат. Од општината информираа дека започнале со санација на ударните дупки, а активностите ќе продолжат и во наредниот период. Коловозите на улиците низ повеќе делови во Гостивар се видно оштетени и со дупки, што им создава маки на возачите додека се движат со автомобилите низ град. Вакви оштетувања особено се забележуваат по улиците во реонот кај основното училиште Гоце Делчев, како и на улицата Живко Брајковски кај основниот суд кон средните школи. Граѓаните велат дека дупките по патот се грда слика, а и опасна за учесниците во сообраќајот. Никакви се јават, све. Ќе закарпа, ќе стат две дупки, 10 чи пана. Еве во центарот велат како дека. Никакви, па нема ни предност, нема ни ништо, ти кажам. Све кој вози, кој како, полицијата ништо не реагира, као да не постои полиција овде више, да ти кажем, се предмет. Улиците низ Гостивар се, да речеме, онака релативно добри. Меѓутоа има и многу улици кои се раскопани. За проблеми, како немало проблеми со рупи, има проблеми секогаш. Само кога ќе дојде времето ќе се среди и тоа. За улиците се види дека е све гробиште, као во црква или во џамија тамо гробиште, но исто тако. Дупките и пукнатините на коловозите во голема мера се последица на студената зима, мразот и фрлањето на поголеми количини сол за зимско одржување. Општина Гостивар од минатата недела започна со санирање на ударните дупки. Од одделението за сообраќај најавуваат дека активностите ќе продолжат и неделава. За најоштетената улица Живко Брајковски планирана е целосна реконструкција. На почетокот е интервенирано на населба Бањешница, улица Беличица, улица Илинденска, улица Кеј Вардар. Во текот на оваа недела ќе се продолжува да се крпат ударните дупки низ останатите улици и патишта низ градот. Многу оштетена ни е улица Живко Брајковски, која води до средните училишта економско и гимназија. На таа улица асфалтната површина е доста стара и создадени се повеќе дупки, значи повеќе е оштетена таа улица. И општина Гостивар планира таа улица целосно да ја реконструира во наредниот период. Бекатонките кои во текот на зимата биле поставени како привремено решение за пополнување на дупките на одредени улици, ќе бидат заменети со асфалт. Просечно годишно од општинскиот буџет се издвојуваат 2,5 до 3 милиони денари за ваков вид санација на улиците. Надвозникот кој води кон стариот пат за Скопје и неделава не може да се користи. Новата дива депонија на влезот од Тетово наместо да се отстрани, секојдневно се проширува. Новата дива депонија на надвозникот на влезот од Тетово се уште не е отстранета. Купиштата ѓубре на оваа локација се таложат веќе неколку недели, откако дел од жителите од тетовската населба Деребој ја оградија локацијата во близина на нивните домови, каде јавното комунално предпријатие Тетово го истураше и претовараше сметот на отворено, без никакви стандарди. Со тоа цела недела е блокиран излезот од Тетово кон стариот пат за Скопје. Од ЈКП Тетово уште во февруари годинава посочија два проекти како долгорочно решение, покрај чистењето на претоварната станица. Нова ќе се гради на 1 километар од градот, каде сметот нема да се остава на земја, туку во контейнери, па потоа во депонијата Дрисла. Исто така се предвидува изградба на нов објект за рециклирање на тетовскиот отпад. Мора да биде во контейнери, директно од градот, значи наследуваат ќе ги фрлиме внатре во контейнер, секој контейнер мора да го има до 35 тона. Ова решение сме го најдели, значи дека јас сам ден на крај на мартот конечно ние нема да имаме нити претоварна станица доле што е во сега и ќе го чистиме еден за секогаш, тој е проблем. И нормално работиме, значи во втората фаза за сигурно за 10 дена ќе почнеме за халата и надевам дека за година значи еден за секогаш да го решиме овој проблем, што е мака и за ЈКП и за граѓаните.
Нова ветување не се оствари и денеска на надвозникот имаше лјадници тони отпад. Долга е листата на бариери со кои се соочуваат лицата со аутизам, кој важи за една од помодерните болести. Во рушењето на бариерите треба да учествуваат сите, од поединци до институции, сметаат дефектолозите. Предизвици и проблеми уште од диагностицирањето, темните ходници на институциите, несоодветниот третман во предучилишна возраст, а потоа и во училиштата, прифаќањето или неприфаќањето во општеството. Долга е листата на ненадминати бариери со кои се соочуваат аутистичните деца и нивните родители. Проблемот има и институционални размери, зашто треба да се поработи на подобрување на условите во градинките и во училиштата, да има специјализиран кадар кој ќе работи со тие деца, да се обезбеди соодветен пристап со инвалидска количка до државните и приватните јавни објекти. Дефектолозите пак сметаат дека за да се олесни животот на лицата со оваа состојба, потребно е сите да се вклучат во тоа. Пред се почнуваме од самото диагностицирање, затоа што немаме доволно секогаш и правилни инструменти со кои што може да се воспостави правилна диагноза. Примерете за аутизмот, најчесто се препишуваат општи диагнози, многу се ретки тие кои што имаме точно да знаеме која е диагнозата, да го знаеме пред тоа причинителот, за да се работи на соодветната потешкотија кај самото дете. Потоа бариерите настапуваат можеби во самото семејство. Има родители кои што ќе го прифатат или ќе ја прифатат состојбата или потешкотијата која што е категоризирана од стручните лица. Има родители кои што не ја прифаќаат, значи пред се почнува тука бариерата, па се работи на тоа да биде прифатено од семејството, најблиско, па потоа пошироко. И потоа одиме кон општеството, каде што тогаш почнуваат многу потешките бариери, затоа што тие пред се произлегуваат од градинките и училиштата, нели од како детенцето ќе порасне се носи во градинка, таму имаме бариери бидејќи нема доволно стручен кадар кој што е вработен. Ете тука во нашите градинки, значи немаме дефектолози и логопеди кои што се вработени како би ги насочиле воспитувачите да пристапат и да работаат со овие деца. Потоа бариерите кои што се воспоставуваат се и од самите родители на децата со типичен развој. Потоа самите училишта, значи, исто немаат стручен кадар, наставниците не знаат како да пристапат, како да работаат, немаат опрема и дидактички материјали, бидејќи за овие дечиња потребно е да има барем една просторија која што ќе биде опремена со специјална опрема и специјални дидактички материјали за да може одредено стручно лице да работи со тоа детенце, или ако детенцето биде вознемирено за време на часот, да може да го извади од таа редовна, значи, паралелка, да го однесе во таа просторија за да го смири, да му направи одредени вежби, па потоа, значи, да го врати. И секако бариерите потоа се зголемуваат кога овие лица ќе пораснат за контакт, значи, во самата средина и за вработување. Физичката активност може многу да помогне во целокупниот психофизички развој на децата, смета Димчевска. Да се активираат сите сетила, да се активираат движењата, затоа што детето на тој начин ја запознава околината што е пред се околу него. Ние тука, значи, во нашиот центар правиме различни вежби, употребуваме различна опрема и материјали за да го поттикнеме и постигнеме тој психомоторен и сензорен развој кај овие деца. И кога, значи, ќе се постигне тој психомоторен развој или ќе достигне до некој ниво, тогаш детето почнува, значи, многу подобро да функционира во околината и во општеството, значи пред се во домашната средина, потоа и во целата друга средина, дали е градинка, училиште, дали е, значи, надвор, улица, игралиште, без разлика да функционира максимално како што треба. Аутизмот не се надминува, но децата можат да се оспособат да ги совладаат животните вештини. Најголемиот успех
кој што може да се постигне е оспособување на детето да може самостојно да функционира во општеството. Значи, тоа е, пред се, ние се целиме кон тоа, заради тоа применуваме различни методи како ние ги учиме животните вештини со овие деца. Значи, сите животни вештини, од одржување на личната хигиена, применување на хигиенски навики, работиме преку окупациона терапија, како детенцето да јаде, да пие, да се облекува, да се соблекува и така натаму, како правилно, значи, да се однесува со своите ближни, прво кон себе. Исто така работиме и на самодовербата, затоа што таа е битна за да може да функционира во општеството. Аутизмот е невроразвојно нарушување кое значително влијае врз состојбата на комуникација и социјална интеракција. Раното откривање на состојбата и навремениот третман се многу важни за понатамошниот тек на животот. Административно-територијална поделба на Полошкиот регион и органите на власт низ архивските фондови 1944 до 2004 година е најновата публикација која архивот во Тетово планира да ја издаде во текот на годинава. На 1 април се одбележа Денот на архивските работници во Македонија. Во текот на 2017 година се очекува да излезе од печат публикација на архивот во Тетово, административно-територијална поделба на Полошкиот регион и органите на власт низ архивските фондови 1944 до 2004 година. Ова ќе биде најново издание кој ќе биде плод на макотрпната работа на архивските работници во изминатиот период. На 1 април всушност се одбележа Денот на архивските работници во Македонија. На планот на издавачката дејност се очекува оваа година да бидат издадени 2 публикации. Административно-територијална поделба на Полошкиот регион и органите на власт низ архивските фондови 94-2004, која е во завршна фаза, извршени се сите подготовки и се чека нејзино издавање. Исто така, работата на архивот во услови на транзиција 91-2015 година се работи на нејзина рецензија, како и во фаза на работа и подготовки е трудот преглед на национализираните наемни згради и земјиште во градежниот регион на град Тетово 1958-1963 година, која е во фаза на работа и подготовка, а се очекува да се издаде 2018 година. Се очекува да се изврши прием во депото на веќе обработени 6 архивски фондови збирки со вкупно 70 архивски кутии и 50 книги и исто така се очекува користење, односно поднесување на барања на околу 800 лица за регулирање на имотно-правните односи. Изминатата година беше публикувано делото Црните страници на УДБА, составено од 9 тома. Сите изданија се достапни во библиотеката на архивот во Тетово, но заинтересираните можат и да ги купат за сопствени потреби. Во рамките на своите работни активности, архивот Тетово, како и другите одделенија во Република Македонија, ги поседуваат сите публикувани изданија на Државниот архив во периодот од 2008 до 2016 година, околу 55 изданија, кои можат да се користат за потребите на библиотеката, на архивот и кои можат да се купат од страна на заинтересираните граѓани. Би напоменал дека во библиотечниот фонд се наоѓаат изданија, како што се изданија за Павел Шатев, британски документи за историја на македонскиот народ, турски документи за историја на македонски народ. Архивот ја поседува и едицијата Црните страници на УДБА, издадени од Државниот архив на Република Македонија, издадено од 2016 година, кој содржи 9 тома во 16 книги и кои содржат околу 202 досија со околу 13.450 страници. Во програмските цели и задачи за наредниот период е обезбедување на доволно сместувачки простор за прифаќање на нов архивски материјал во депоата, бидејќи моменталната состојба не ги задоволува потребите. Заклучно со 2017 година архивот во Тетово располага со 9631 книга и 8564 архивски кутии. Архивот во процесот на денационализација и легализација на објектите
до архив беа поднесени околу 15.000 барања за решавање на имотно-правните односи и кои беа навремено решени. Исто така, користен е материјал за научно-истражувачка работа од Полошкиот регион и пошироко. Евидентирани се вкупно 97 корисници и се користени 130 архивски фондови збирки со користен материјал од 272 архивски кутии и 227 книги. Исто така, на услуга за потребите на граѓаните е библиотечниот фонд на архивот. Во овој период на транзиција од 1991 до 2017 година евидентирани се 152 корисници, користени се 253 книги, а напоменуваме дека библиотечниот фонд на архивот изнесува вкупно 2738 библиотечни единици. На 1 април 1951 година е основан Државниот архив на Република Македонија, а 10 години потоа формирано одделението во Тетово. Архивот во Тетово врши надлежност и работа на 274 иматели на материјали од 9 локални самоуправи од Полошкиот регион. Каратистите од карате клубот Љуботен од Тетово по учеството на меѓународниот карате турнир Власотинце Опен 2017 од Србија се вратија со 13 медали, 3 златни, 4 сребрени и 6 бронзени. Карате клубот Љуботен настапи на Власотинце Опен во Република Србија. Турнирот се одржа во сабота, учествуваа 41 екипа со 480 надпреварувачи од Србија, Македонија, Бугарија и Црна Гора. Карате клубот Љуботен, како што реков, настапи со 9 надпреварувачи. Тие 9 надпреварувачи настапија во повеќе категории, значи во изведба на ката, во ката тимови, во спортска борба, индивидуално и екипно. Најголем успех, значи карате клубот Љуботен, јуниорите го освоија првото место, златниот медал. Во финале ги победивме Астибо Штип со 2-1, додека во поединечна конкуренција Лука Бојовски го освои првото место, Мила Глигоровска го освои првото место во изведба на кати. Ја им честитам, значи јуниорите дадоа едно добро обележие на тимот на Љуботен и повратникот Игор Исаевски со Љубиша Георгиевски и Љубиша Кузмановски, извинете, и Ѓорѓи Богоевски. Носители беа на екипата со најголемо признание, со сите перформанси, значи излеговме победници. Додека во малите категории Гоговска Ана, Глигорije Гоговски прикажаа добри кои освоија вторите места. За другите ќе ви кажа, значи на овој турнир учествуваа и нашите пријатели од Гостивар. Значи, они беа со 30 деца и освоија, мислим, 25 обележија. Тоа е за честитки на нашиот полок, мислим, гостиварчани и тетовчани. Јас сум Лука Бојовски, имам 13 години. На турнирот што се одржуваше во Власотинце во Србија, освоив 2 медали. Една златна медала во борба поединечно и една бронзена медала во ката поединечно. Јас со карате се занимавам 5 години. Ајде да ни кажеш како се викаш ти. Јас се викам Давид. Јас се викам Давид Давковски. Имам 6,5 години. Ја во Власотинце освоив второ место во ката поединечно и Во ти да тренираш карате? Да. Кој те тренира карате? Наставникот. Така ќе продолжиш понатаму со овој спорт? Да. Јас се викам Мила Глигоровска, имам 8 години, учам во училиштето Братство Омиџени, второ пето одделение. И ние учествувавме на меѓународниот турнир во Власотинце и јас освоив 2 медали, една златна и една сребрена. Сребрената во ката тим, а златната во ката поединечно и ние таму се дружевме, игравме, се забавувавме и јас тренирам 4 години карате.
Терористичкиот напад во Санкт Петерсбург во кој загинаа 14 луѓе, а десеттина се ранети, го извршил терорист самоубиец, повикувајќи се на извори од истрагата. Властите го утврдиле идентитетот на осомничениот за нападот во метрото кога меѓу две станици, најверојатно во тунел, дојде до експлозија. Според доказите, експлозивната направа во метрото ја внел во ранец. Безбедносните власти на Киргистан соопштија дека осомничениот атентатор самоубиец од Санкт Петерсбург е русин со киргиско потекло. Наводно се работи за Агбаршон Джалилов, роден 1995 година во градот Ош, изјави денеска портпаролот на Киргистанската тајна служба. Од Киргистан се вели дека тој веројатно имал и руско државјанство. Напаѓачот бил поврзан со радикалната исламистичка група забранета во Русија. Најмалку 35 лица загинаа, десеттици други се повредени денеска при воздушен напад во сириската провинција Идлиб, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Според центарот, во нападот во градот Хан Шейхун, кој е под контрола на сириските бунтовници, најверојатно е користен токсичен газ. Локалните активисти тврдат дека жртвите при нападот починале од задушување. Властите во Дамаска досега неколку пати негираа дека користат таковите оружје при нападите. Меѓутоа, истрагата на Обединетите нации и на Организацијата за забрана на хемиско оружје лани во октомври заклучи дека сириските владини сили користеле хлор при најмалку 3 напади во 2015 и 2014 година. Најмалку 273 лица загинаа, а 262 се повредени во катастрофалните лизгања на земјиштето во југозападниот колумбиски град Мокоа, изјави председателот Хуан Мануел Сантос. Тој потенцира дека меѓу загинатите 43 се деца. Колумбискиот председател смета дека за оваа трагедија се виновни климатските промени, а во Макоа е прогласена вонредна состојба. До поплави и лизгање на земјиштето дојде во петокот навечер со излевање на трите реки по обилните дождови, кои со себе носеле делови од карпи, камења и уриваа куќи и патишта главно во југозападната провинција Путумајо. Американски судија го отфрли барањето на познатиот режисер Роман Полански да може да се врати легално во САД без да биде загрозен од затвор 4 децении откако избега поради незаконски сексуален чин со 13 годишно девојче. Режисерот е обвинет дека дрогирал и силувал девојче на 13 години во куќата на Џек Николсон во 1977 година. Тој призна за сексуалната врска со малолетната за да отпаднат останатите потешки обвиненија и остана во затвор 42 дена, но потоа избега од земјата додека беше на условна казна. Денес имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од 2 до 9 степени, а дневната од 10 до 17 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 1 до 5 степени, а дневната од 8 до 16 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!